Вкупно 111 граѓани поминале низ лекарските скрининг процедури по пожарот во Трубарево. Од нив 11 ќе продолжат со прегледи на клиниката за пулмологија, додека другите поминале без знаци за натамошен третман, изјави министерот за здравство Азир Алију. Граѓаните кои се пратени на дополнителни пулмолошки испитувања се повозрасни. Алију апелира сите граѓани кои имаат кашлица, главоболки, отежното дишење да се пријават уште вечерва за скрининг. Скринингот продолжува и денес. Од утре внимателно на пешачките премини и тротоарите. Мобилните закопајте ги во джебот, а ако имате слушалки, вадете ги. Оти на сила стапуваат измените на законот за безбедност во сообраќајот. Полицијата ќе казнува. Уште при најавата за овие мерки се отвори јавна дебата. Граѓаните поделени, едни велат дека е добро да се воведе ред бидејќи и пешаците претераа, а други сметаат дека освен казни треба да се мисли и на едукација на пешаците, како и на нивна самоодговорност. Секако важно е поголемо присуство на полицијата на терен за да делува превентивно. На синоќешната промоција на Александар Трајановски, кандидат за градоначалник на аеродромот СДСМ, председателот на партијата Венко Филипче кажа дека ВМРО-ДПМН нема план и капацитет за развој на државата, ниту на централно, ниту на локално ниво. Тој посочи дека Трајановски е човек со интегритет, кој ги знае потребите на граѓаните, а неговата програма нуди решенија кои одговараат на потребите на жителите на аеродром. Во австријски Грац, кандидатот за градоначалник на Скопје од Левица, Амар Мециновиќ, се сретна со Елке Кар, прва градоначалничка од Комунистичката партија на Австрија, која од 2021 година го води градот. Имавме исклучителна чест да поразговараме за теми што се исклучително важни и за Скопје, јавниот превоз, домувањето и социјалната политика. Гледавме како довербата со граѓаните се гради со честност и транспарентност, нешто што и нам ни е секојдневен предизвик, изјави Мециновиќ по средбата. Кисела вода за прв пат ќе добие јавен плоштад кој се гради во населбата Расадник, соопшти градоначалникот Орце Ѓоргиевски. Според него плоштадот со површина од 4000 метри квадратни кој ќе вклучува парковско зеленило, современо детско игралиште, фонтана, урбана опрема и современо осветлување ќе внесе свежа енергија во секојдневието на жителите и ќе го подобри урбаниот изглед на општината. 4 години од неговиот мандат во Бутел, градоначалникот Дарко Костовски ги нарече години на ренесанса во кои се реализираа рекорден број на капитални проекти и години на најголем развој на општината. Свесен сум дека не направивме се, но исто така сум свесен дека поставуваме нови стандарди како се управува општината и како се реализираат капитални проекти кои се ветувани со децении наназад, изјави Костовски кој е кандидат за уште еден мандат. Ноќеска во СВР Скопје било пријавено пожар со кој се зафатени возила и на улицата Дичо Петров. Опожарено било патничко возило Range Rover со словачки национални ознаки, сопственост на ВД, 41 годишно лице од Скопје. Зафатени биле и патничко возило Голф со бугарски национални ознаки, како и дел од фасада од стамбена зграда и дел од продажен објект. Од страна на бригадата за противпожарна заштита пожарите биле изгаснати. Повредени лица нема, извршени биле увиди. Се превземаат мерки за расчистување на случаите. Кандидатот за градоначалник на Центар од Знам Мирослав Лабудовиќ се сретна со членови на Сдруженијето на пензионери од општината, на која разговарале за проблемите со кои се соочуваат пензионерите и нивните очекувања од локалната самоуправа. Клучни теми биле барање решение на проблемот со паркирањето, кој создава хаос во општината и неможноста за нормално и безбедно движење на повозрасните лица. Вработените од Скопското јавно предпријатие Паркови и зеленило, како и од неговите фирми Керки, Флораком и Луна, организираа протест пред предпријатието и пред бараките на град Скопје и канцеларијата на градоначалничката Данела Арсовска. Тие бараат да им се исплати платата за месец август, регресот и јубилејната награда за 2022 година и новогодишните награди.
Едно возило изгорело, а друго е оштетено во пожар што синоќа околу полнок се случи позади зградите кај Зелено пазарче во Скопје. Освен поголема материјална штета, дознаваме дека нема повредени. На огнот нешто пред полнок му претходила експлозија што ја слушнале станарите на зградите. Покрај изгореното BMW X оштетен е Citroen C4. Пожарот го зафатил и маркетот до кој биле паркирани возилата. Пожарникарите брзо го локализираа пожарот и спречија да не се прошири на околните згради. Се претпоставува дека и овој пожар е подметнат. Од денеска до недела на улица Македонија во центарот на Скопје ќе се одржува 21-та манифестација Денови на македонскиот мед. Организатор на манифестацијата е пчеларското здружение Матица Скопје. Посетителите ќе можат да купат различни видови мед од цела Македонија и останати пчелни производи.